Добро утро и од мене во Слободен печат. Што е медиумска писменост? Колку нашите најмлади се медиумски писмени? Колку знаат да препознаат информација и дезинформација? И дали во образовниот систем воопшто некој води сметка за тоа колку учениците знаат да препознаат вистинска информација? Утрово на оваа тема ќе разговараме со оделенскиот наставник од Основното училиште Мирче Ацев, се извинувам од општината Ѓорче Петров. Оделенскиот наставник е Елена Апостолова. Најпрво добро утро во името на Слободен печат, ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро утро. Најавив дел од темите на кои што ќе дискутираме денес. Вие сте автор заедно уште со тројца колеги, исто оделенски наставници од Македонија. Направивте речник на поими од медиумска писменост. Би замолила некој од камерманите да го зумира речникот. Станува збор за речник кој што е на некаде 30 или 50 страни, од прилика не можам да проценам за колкава книга станува збор, во која што практично нашите најмлади од прво до девето оделение можат да се информираат и да научат како да препознаат вистинска информација. Ајде малку околу речникот, од каде идеја за вакво нешто, бидејќи вие во програмата на од прво до девето оделение претпоставувам дека имате и часови кои што се посветени на таа медиумска писменост. И од каде идејата, и ве повторно ќе ве прашам за еден ваков речник кој што е буквално наменет за најмладите. Има дел кој што е за оделенска, меѓутоа има делови внатре, ќе подискутираме во речникот кои што можат да бидат корисни и за постарите ученици од предметна настава, кои што можат да се вметнат во часовите по македонски јазик. Значи, со колегите Добро Јовевски од Крива Паланка и Гурдана Анастасова од Битола, значи сите сме оделенски наставници, се соочувавме со исти предизвици, тоа се толкувањето на поимите од медиумска писменост и воопшто преводот, македонскиот превод на голем дел од поимите од медиумската писменост. Дојдовме до идеја дека треба овие поими да им се даде толкување и превод. И откако не решивме дека ќе го правиме овој речник, сватевме дека на некаков начин треба сега преведените и новите поими да им ги доближиме на учениците. Со оглед на тоа дека сме оделенски наставници, знаеме како тоа да го направиме, знаеме кои се потребите и интересите на нашите ученици и затоа смисливме игровни активности, затоа што знаеме дека преку игра најлесно се учи, значи игровни активности преку кои што ќе се запознаат со поимите, ќе ги усвојат, ќе ги искористат во контекст и понатака ќе ги користат за креирање на содржина. На самиот почеток во речникот има преводи, ако можам така да ги наречам, или адаптации на голем дел на зборови, почнувајќи од билборд, брошура, што значи визуелен медиум, гифови, што значи дезинформација. Ајде тука, кога сме веќе кај дезинформацијата, претпоставувам дека дел од содржините веќе ги имате работено со своите ученици. Дали ги прифаќаат, дали ги препознаваат и колку се подготвени да ги применуваат новите поими? Учениците од оделенска настава всушност сега се запознаваат со голем дел од овие поими. Искрено, нив не им е познат ниту поимот леток. Ако ние како деца се радувавме на летките кои што ни ги пушта, тие сега го користат поимот флаер, затоа што им делат флаери. И тие се тие поими кои што ние треба да им ги доближиме. Прво поедноставните, а подоцна и оние поими кои што се од типот на дезинформација, погрешна информација, односно мисинформација на англиски, како што бевше претходно, или мал информација, односно штетна информација или злонамерна информација. Интересно име, сакаат да дознаат за секој поим кој е неговото значење и се уште, значи, зависи од возраста. Значи, се уште на тоа треба поконкретно да се работи, за да може да препознаат дезинформација, не само поимот да го усвојат, туку сега треба посоодветна обука, за да може да препознаат дезинформација, лажна информација и слично.
Дали е ова помагало кое што и официјално може да се користи во оделенската настава кај вас и колку Министерството за образование помогна во целиот овој пакет на издавање на речник? Постоеше ли нешто такво соработка со МОН? Овој речник и игровните активности е целосно применлив во наставата и во оделенската настава и во предметна настава. Веќе е објавен и дел од наставниците веќе го имаат применувано. Немавме се уште контакт со Министерството за образование или Бирото за развој на образованието. Може би во инак би стапиле и во контакт за да можат и овие активности да се искористат и на национално ниво. Иако се отворени, наставниците имаат сепак некоја флексибилност, смеа да користат и на дворешни... Да, вие имате и часови кои што се, колку што ми кажавте, посветени на медиумска писменост. А наставниците смеа да користат и на дворешни активности, алатки и слично, така што се отворени, секој наставник може да го примени во наставата. Вие сте оделенски наставник, меѓутоа секојдневно контактирате и со предметните наставници, посебно со македонски јазик. Колку се нашите ученици или најмлади кои што се во основно образование медиумски писмени и колку може да препознаат лажна информација? За жал не се многу медиумски писмени. Може би некои од нив навлегуваат во терминологијата и во проблематиката. Некои од нив може би ќе препознаат фотографија или видео кои што се направени со помош на вештачка интелигенција, меѓутоа не сите. Многу е важно да ги научиме дека постојат и такви алатки, затоа што еден ден може би самите ќе бидат жртва на една видоизменета информација, фотографија во врска со нив или пак во врска со некој нивен близок, за веднаш да не ја земат здраво за готово, да им е јасно дека може тоа сето да не е ни вистина. Во речникот, колку што го разгледав за кратко време, колку што имавме време, нели бидејќи е во многу мал тираж од 100 примероци, на некој начин ги учите децата покрај таа медиумска писменост да направат и да препознаат вест. Некаде на крајот има во самиот речник има начин како да креираат вест. Има како да креираат ТВ програма и како да креираат весник практично. Која беше целта на нешто вакво и дали веќе некој го има применето ова? Имаме ли потенцијални млади новинари кои што размислуваат веќе околу тоа како треба да се направи вест и што е она вистинско што треба да се прочита? Знаеме дека во денешно време сите на некаков начин креираме вест. Секоја објава на Facebook, Instagram или нешто, ние креираме... Сите сме практично новинари на социјални мрежи. На некаков начин креираме вест. Сега, кога тоа го правиме, треба да го правиме на правилен начин. И затоа во самата задачка вели дека треба да ги проучат првично принципите и стандардите за објективно информирање, непристрасно и точно информирање. Значи, треба да знаат на кој начин правилно се креира вест, за понатака да креираат вест. И тоа е всушност самата вежба. Другата вежба е креирај ТВ програма. Да, овде има многу интересни ставки, значи ТВ програма вели како ќе им помогнам на децата. Прва и основна работа, значи на нивните соученици, пошто сум различен и зошто оваа ТВ програма е подобра од другата. Ајде да ги прокоментираме прво сите поединечно и што најмногу практично ги интересира овде. Еве вашево искуство, дали повеќе се чита нели црна хроника, дали се читаат повеќе секс скандали или се читаат нормални вести? Прво ќе ги прокоментирам, да, прво тоа, па после останато до ваше искуство. Значи, учениците имаат даден задачата им е да осмислат какви емисии ќе имаат, на каков начин со нивните емисии ќе им помогнат на децата. Значи, треба да сватат дека медиумот на некаков начин треба да помага на оние кои што го конзумираат и да сватат дека од друга страна како конзументи, значи како од друга страна како корисници на медиумите, дека кога гледаат нешто треба да биде корисно за нив, не само колку за да нешто има на програмата.
Значи треба да размислуваат во таа насока, да помогнат на децата, затоа и тој збор е подвлечен. Нешто различно, значи сепак треба да бидат различни, поинакви од другите медиуми и нели малку и предприемачки вештини, зошто ова програма е подобро од другите, односно како јас ќе си најдам финансиери, како би можело некој да ја користи, зашто некој би ја платил мојата програма и зашто да ја гледаат другите. Правени се овие алатки во активности во наставата со 7 и 8 оделение. Иако може да се прават и кај помалите... Тоа се веќе 13-14 години? Да, 13-14 години, иако истиве може да бидат применливи и во оделенска настава, нормално дека ќе добиеме сосема различни гледишта. И тоа што беше најинтересно, ова е направено од наставници по македонски јазик, и тоа што беше најинтересно искуството е дека предизвикале многу дискусии на часот. Баш заради тоа што спомнавте, значи некои одат кон сензационалистички вести, а некои одат кон корисни вести, нешто што би ни било корисно. Во смисла нешто за самодовербата на ученикот, во смисла како да го поменуваат слободното време, некоја идеја конкретна. И што би било подобро, и тука била најдлабоката дискусија, дали треба сензационалистички, дали така ќе им бидат дали така ќе им биде гледаната во програмата, или пак треба нешто што може да биде и корисно за учениците. Дека 90% биле за сензационализам во објавата. Не го знам процентот, а бидејќи се случи и на час по македонски, па може и биле малку поумерени. Не смееле пред наставникот. Како автори на речникот сте тројца од различни градови. Кога сме веќе кај медиумската писменост, некако Скопје е секогаш репер. Меѓутоа, вие, бидејќи речникот се користи и надвор од граници, надвор од Скопје, да кажам, и во Крива Паланка и во Битола, какво е искуството таму од вашите колеги? Околу медиумската писменост, значи по-конкретно. Така, значи речникот се користи и во други градови. Меѓутоа тука ги имавме промоциите затоа што нашите колеги, авторите се од конкретни тие градови и автоматски опфаќаме различни региони на Македонија. Нивното искуство, значи исто и кај нив, и во училиштата, и во нивните конкретни матечни училишта, меѓутоа и пошироко биле применувани активностите. И исто биле применувани од наставници кои што се и од оделенски предмет на настава. Па дури имаме искуство дека и наставник по математика ги применуваше активностите само затоа што сака да им ја доближи оваа тема на своите ученици. Овие активности може да се користат и од сите оние кои што ги имаат новинарските секции во училиштата, бидејќи имаме активности од типот откри која вест е, каква е ова информација, значи дали е лажна информација, дали е значи штетна, погрешна. Значи на таков начин тие ќе сватат што значи. Има вежби, внатре во речникот. И откри кој наслов служи како мамка. Значи самите да научат и како да го креираат насловот, не треба да биде мамка. Значи не треба да го нема насловот практично во текстот. На англиски се вика clickbait, преводот е мамка. Значи не треба да биде мамка, меѓутоа сепак треба да биде примамлив, меѓутоа да не биде сензационалистички за да го излаже на некаков начин читателот и да добие погрешна информација, односно недоволна информација. Кој е вистинското време за да почнат учениците да се занимаваат со медиумска писменост, бидејќи на самиот почеток, еве никако разговорот го почнавме од крајот, па го враќаме повторно на почетокот. Што е медиум, зошто се важни медиумите и што е медиумска писменост? Значи, знаат ли што е медиумска писменост и кога е вистинската возраст според вас да се запознаат со медиумската писменост? И колку тука, освен наставниците и родителите, треба да бидат вклучени? Така, значи ова е општествен проблем. Значи треба да бидат вклучени и наставниците, родителите и целото општество, меѓу кои што и новинарите. Така. Значи учениците и сите ние сме секојдневно окружени со многу информации, значи медиуми кои што доаѓаат од различни извори.
така и многу медиуми и ете така информации кои што доаѓаат од различни извори. И многу е важно децата да сватат дека постојат и корисни, меѓутоа и информации кои што нив може да им наштетат. Значи за почеток е само вака, додека се мали, а подоцна ќе ги разграничат што им наштетува затоа што е злонамерна или по таа смисла. Значи подоцна тие ќе ги разграничат видовите на информации. Сега само доволно е да научат дека некои од нив од информациите за нив се корисни, некои им се штетни. Така. Тие си мислат дека се што ќе видат, без разлика и на YouTube канал, се што ќе видат дека е корисно за нив или интересно, не се свесни дека сите тие работи можат нив лично многу да им наштетат. Така што исклучително е важно медиумската писменост да се започне од моментот кога единката, човекот, детето се влегува во светот на медиумите. Практично и влегува во училишните клуби. Значи штом почне, штом држи телефон во рака, веќе треба да знае. Значи ако 2 години не влегол во училишните клуби. Така, факт е дека премногу рано се почнува. Да, и уште тогаш веќе треба да знае, ако не детето, барам родителот, дека сериозно е штетно, може да биде штетно за детето ако се неконтролирани информациите кои што доаѓаат до него. И за крај на интервјуто, една препорака и до учениците и до родителите, колку е доволно децата да поминуваат време на мобилни телефони, бидејќи сепак не сме експерти, меѓутоа имате искуство како оделенски наставник, мајка сте, и колку родителот тука треба да биде надгледно средство практично на тие информации? Многу добро прашање, морам да ви кажам. И прашање кој што може многу долго да на кој што може многу долго да зборувам. Значи, тоа што е загрижувачки се што се тие прават. Со додека имаат телефон или таблет пред нив. Да. Она што го колку, ако одговарам на прашањето колку, моите ученици знаат дека секоја година јас им давам ливче со домашна задача, односно препораки што да прават во текот на летото, и тоа пишува најмногу 30 минути во денот. Во текот на ден. За разлика па од игри, да имаат најмалку 3 сати во денот. Не игри на компјутер, него игри социјални, да разграничиме. Значи, вака сум напишала, игри во кои што ги користат мускулите, значи физички игри во кои што ги користат мускулите, убаво наброени, да имаат најмалку 3 часа, меѓутоа треба да имат и дружење, друштвени игри, таму не користат мускули, меѓутоа сепак друг вид на игра, ама не телефон, не екран. Значи, нагласено ми е екран. Поминување пред екран не повеќе од 30 минути. Така. Знам дека звучи запрепастувачки, звучи малку, меѓутоа ако го знаете штетниот ефект на мобилниот, тогаш ќе сватите дека можеби ова и премногу. Така. Секој што е свесен за штетниот ефект на екранот, нема да му дозволи на своето дете да поминува време пред екранот. Значи нема воопшто никаква потреба да поминува пред екран. Сите ние пораснавме без екрани, свативме дека немаме проблеми во концентрација, внимание и слично. Така. Меѓутоа сега нашите деца, значи овие новите деца имаат сериозни проблеми со вниманието и концентрацијата, а тоа е најмногу последица на поминатото време пред екрани. Несоодветната содржина што ја гледаат е она која што им создава кошмари, значи стравови им предизвикува, анксиозност, депресии. Некои од нив дури имаат, размислуваат и веќе се доидени до информации и како да си го одземат својот живот, што е многу запреспастувачки. Значи гледаат и такви видеа. Значи јас за среќа со моите ученици многу искрено и отворено зборувам и тие самите ми имаат кажано дека и вакви видеа нив им се имаат појавено, па дури ми ги прераскажуваат кои се 10 ефективни начини да си го одземеш својот живот.
А за учениците од второ и од трето одделение можам да кажам дека многу од нив веќе се имаат сретнато со сексуалните видеа, содржини со сексуална видеа со сексуална содржина. И иако не ја познаваат проблематиката, тие ја имитираат, зборуваат, а се уште не им е јасно што е тоа. Суштината на Така да се сите овие работи што ги нафрлив треба се излече заклучок дека значи поминатото време пред телефон треба да биде под строга контрола на родителот и да биде минимализирано колку може најмалку. Така. Господја Апостолова, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека родителите барем ќе се подзамислат малку пред да го дадат телефонот, со кој што 90% од децата се хранат поради немањето време. Ајде да не бидеме премногу строги на родителите, бидејќи се сите зафатени. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат. Внимавајте колку вашите деца поминуваат време пред таблетите и пред телефоните. Во најмала рака дајте им книга, нека прочитаат или однесете ги во најблискиот парк. Уште еднаш ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на Слободен печат. Читајте не во утрешното издание во Весникот и секако на портал.